Здраво на сите, јас сум Джейлан Велио. Подкастот Глас на идеи тесно соработува со Социјалниот центар Дуња, бидејќи ги споделуваат истите вредности, односно заедничарењето и колективизмот наспроти индивидуализмот и конкуренцијата кои што се промовирани од капитализмот. Затоа, што ги мотивираше активистите од колективниот центар да го создадат овај простор и што значи Социјалниот центар Дуња за нашето општество, ќе зборуваме со еден од основачите на овај центар, односно Васко Зецановски. Здраво, Васко. Здраво, Джеван. Фала за поканата. Веќе поминаат 6 години од основањето на Социјалниот центар Дуња. Како гледаш на почетоците од денешна перспектива? Што ве натера да го основате овој центар кој што е поразличен од постоечките, значи не е во државна организација, во организација на некоја невладена организација или пак партиска организација? Најпрво би дал еден мал општ вовед што се тоа социјални центри, веќе мислам дека е важно за гледачите да ја сватат поширокиот контекст. Значи, социјални центри, или на англиски било community center, или social center, е многу широк концепт, кој што може да подразбира различни општествени групи, да опфаќа различни општествени групи, да географски да опфаќа различни ширини на заедницата. Во секој случај, представува место каде што физички простор, каде што одредена група на луѓе се собираат во доменот на своите интереси. Тоа може да бидат од религиозни, може да бидат од различни религиозни групи, може да бидат од различни интересни групи, луѓе со одреден интерес, различни возрастни групи, од младински, пензионерски и така натака, по својата собственост на просторот, каде што физичкиот простор каде што се може да бидат различни од аспект да припаѓаат на црква, може да припаѓаат на државата, може да бидат комерцијални, може да бидат спонзорирани од фирми, од грантови од невладени организации, како и да е. Може да бидат сквотови, може да бидат самостојно финансирани од луѓето кои што го сочинуваат центарот и поддржувачи на центарот. Значи, облиците на функционирање се различни. Она што нас не интересираше како основачи на Социјален центар Дуња, кој што де факто е се префрлуваме на локалниот контекст, од општо што значи социјален центар, на локалниот, скопскиот контекст. Како стигнеме до Социјален центар Дуња, не може да не се спомне АКСЦ, односно Автономен културно-социјален центар, кој што е практично претходникот на Социјален центар Дуња. Не значи дека буквално Социјален центар Дуња е наследник целосно, е 1:1, нема воопшто такви аспирации, такви амбиции да дава такви тврдења, никогаш не сме го тврделе тоа. Меѓутоа, еден вид на континуитет во социјалните центри има, бидејќи практично историски најпрв беше формиран АКСЦ, во кој што исто така бев член. Тоа беше негде ноември 2013, кој што функционираше активно, функционираше година и половина приближно, значи до почетокот на 2015, која што се заради немање доволно финансии започна да се намалуваат број на активности, меѓутоа започна и финансиски не можеше да опстане, затоа што и тој социјален центар и овој беше финансиран од донации на членовите и на поддржувачи од различни акции, различни фандрейзинг кампањи, забави и така натака. Меѓутоа не можеше финансиски повеќе да одржи и во тој момент една невладина организација со која што беше близо, која што имаше и состаноци во самиот тој центар, Личарско движење Солидарност, доби грант за своите активности, меѓутоа уидојќи потребата дека за социјален центар, дека нема во градот, дека тој изгаснува заради финансиски проблеми, направија двете Автономен културно-социјален центар
не беше никогаш формална организација, туку беше само неформална група на луѓе. Меѓутоа направија двете организации, формални и неформални, се договорија заеднички да го користат тој простор. Тоа беше на сосема трета локација, не на сегашната каде што се наоѓа социјалниот центар Дунја. Се наоѓаше во општина Карпош, кај Центар за странски јазици. Таму функционираше приближно една година, меѓутоа постепено АКСЦ во тој простор практично престана да работи, да функционира. Потоа таа организација заедно со други организации се пресели, имаше потреба да изнајми други простории и заедно со новинарскиот синдикат, заедно со младинската организација МУГРА, меѓутоа и други луѓе кои што не беа членови на тие три организации, одлучија да заеднички да го изнајмат овој простор и да заеднички од тие организации и заедно со дел од членовите на АКСЦ кои што продолжат да бидат активни нови луѓе, да формираат еден нов социјален центар кој што ќе биде составен не од самите организации, меѓутоа од делумно членови на тие организации, делумно нови луѓе и така натака. Тоа значи зборуваме за 2016-та. А од каде името социјален центар Дунја? Секогаш, значи за сите два социјални центри, темата на избор на името е прилично стресна и тешка. Да, видовме и пред 4 години со името на државата дека е прилично тешка, затоа и АКСЦ е практично автономен културно-социјален центар кој што нема име конкретно, туку е само кратенка од општата именка е тоа, која што го опишува како функционира местото, а дека социјален центар Дунја беше избран според од тогашните активни членови со едноставно гласање во чест на Невена Георгиева Дунја, познатата партизанка, првоборец, основач на првиот скопски партизански одред, и така натаму. Претпоставувам има символика името. Се разбира. Одбравме баш да биде девојка, да биде партизанка, да биде идеолошки профилирана, бидејќи таа била идеолошки профилирана. Сакаме едноставно, воедно и државата неправилно не имаше дадено формално почит во однос на да биде народен херој. Сакаме едноставно на тој начин да ја дадеме почит кон нејзиното дело, меѓутоа и кон нејзината мисија. Борба, што таа се залагала и пред војната и за време на војната. Добро, јас како волонтер учествував прв пат тука на акција во 2017 година, кога тука беа згрижени бездомни лица, во период кога премрзнаја неколку лица тогаш, нели колективот одлучи дека ќе ги отвори вратите за бездомните лица барем неколку дена во тој најладен период да ги поминат тука. После тоа, во време на пандемијата, се случија тука доста донаторски акции, преку кои се помагаше на социјално загрозените категории. Тие луѓе почнаа ова место да го гледат како место кое што е како хуманитарен центар кој што им помага. Сад Дунја е многу повеќе од тоа. Како низ активности ти можеш да ја опишеш мисијата, да кажам, на Дунја? Да, несомнено, една од нашите цели е таков тип на активности, кај што директно да се помогне на најранливите категории граѓани во општеството. Во критични моменти мора да им се помогне. Дали тоа беше екстремната зима, кога беше -20, такви температури беа. И ние одлучиме да отвориме центарот, едноставно да може тука луѓето да преспијат. Се организира волонтери за храна, за организација на просторот и така натака. И сите други акции што ги спомна. Меѓутоа, да, и преку тие акции стануваме и прилично препознаени во општеството, меѓутоа баш во таа насока како хуманитарни, што делумно е само нашата цел, не е веќе со
таквите хуманитарни акции, да, се помага, меѓутоа се помага краткорочно и еднократно. И тоа е сосема во ред, не сме ниту да се занемари ничи труд што тоа го прави, меѓутоа тоа не е долгорочното решение. Она што ние сакаме да дадеме простор и ние самите да организираме, меѓутоа и на други организации, поединци, да дадеме простор во градот каде што идеите за едно похумано општество, посолидарно општество, рамноправно општество, каде што ќе може да ги посочуваме аномалиите на општеството, причинските и последичните врски, зошто некој појави кој што ги сметаме за непожелни во општеството, да ги лоцираме кои се причините, бидејќи многу често, особено дали во медиумите, дали во јавните институции нема баш простор за таков тип на проекции, дебати, изложби, поетски читања и така натака, кои што ги допираат прилично незгодни теми за етаблираната власт и општо генерално поредок во општеството, начинот на размислување, начинот општо прифатени вредности. Да, и плюс нуди или социјалниот центар Дуња и различен тип на социјализација, не и тој стандардниот што го познаваме. Тоа е, значи концептот на социјалниот центар Дуња да биде непрофитабилен, меѓутоа тоа воедно значи дека во социјалниот центар Дуња нема луѓе кои што ќе те услужат за сите твои конзумеристички потреби. Тоа значи дека кој ќе сакаш да дојдеш тука, да седнеш, да се социјализираш со друштвото или со непознати и со познати, тоа значи дека нема кој да освен ти самиот да се погрижиш да биде тоа чисто, да биде луѓето да биде цело просторот да има пијалоци, да бидат чисти чашите, да бидат чисти масите, да има музика, да има тоа зависи од тоа е поентата. Тоа е заедничарењето што тоа е заедничарењето, меѓутоа тоа е спротивно на општо прифатените конзумеристички навики, каде што очекуваш дека ќе отидеш во кафуле, ќе си седнеш како што јас и ти тука седиме, дека некој ќе дое, ќе типнеш што прстите, ќе дое некој келнер, ќе ти донесе, ќе ти исчисти чашата, ќе ти донесе чиста чаша, ако не си задоволен, ќе му се развикаш и така натака, не овде те зависи од самиот себе. Да. Добро, кога зборуваме веќе на оваа тема, тука често доаѓале и да кажам, само овој центар го гледам како интернационален центар, бидејќи често доаѓаат политички активисти од различни земји и уметници кои што имат некои изведби, дали музички, дали не знам, представи, имат или изложби и често го замислуваат овој простор како сквот, нели, како заземен простор и дека тука се живее. Сега што е разликата помеѓу сквот и социјален центар? Може да биде, значи не е сквот и социјален центар имат и може да имаат, не мора да значи, може да имат и пресечни точки, може и да немаат. Сквотот значи дека во одреден физички простор, дали е тоа зграда, куќа, институција, не е важно, одреден простор, луѓе се вселиле официјално според законите противправно, значи не се тие, не го имаат ниту склучиле, ниту изнајмуваат, ниту е нивни, туку е некој напуштен простор, одредена група на луѓе го преземаат и живеат таму. Може во рамките на тој простор да има и социјален центар, но и не мора, некојаш има. Меѓутоа може и социјален центар да функционира и надвор целосно независно од сквот, доколку тоа е едноставно, доколку во просторот никој не живее активно, тоа што не може да се нарече за сквот. Социјален центар Дуња не е сквот од тие причини, бидејќи никој не живее тука активно. Да, точно дека некои од уметниците кои што се на турнеја, на пропатување, кои што кај нас имаат изведби, преспиваат и тука, тоа не е може би не е сосема легално, меѓутоа тоа значи не ни е премногу грижа, може
Меѓутоа, тоа е дел од заедничарењето, тоа е дел од поделувањето, нема друг начин за тие уметници да дојдат да изведат нивното дело, да ги видат локалната публика. Треба или да се молиме да некои спонзори, државни институции, да аплицираме, да чекаме, значи сите таа бирократска процедура да ја поминеме за да дојдат тие за да пропагираат својата уметност, да презентираат својата уметност. А нивната цел не е воопшто да заработат пари, тука едноставно да можат да преживеат во таа турнеја на патување, да можат да стигнат до точка А до точка Б, да преспијат таму, да имаш што да јадат и да продолжат на следната точка. Да, и видот на самите настани, мислам, тука е различен или овие луѓето што доаѓаат од надвор. Точно, и не е се тоа целта да биде воопшто комерцијални настани, и затоа таквиот тип на настани не се со официјални задолжителни влезници, туку се препорачани донации за уметниците, да имат и луѓето, публиката да знаат дека овие луѓе дошли од некаде да презентираат својата уметност, кој што значи тоа ги чинело нив да патуваат, сите можни трошоци да стигнат до тука, треба и тие да бидат свесни дека треба и да се покријат тие трошоци, некој мора да ги покрие тие трошоци. И доколку тие едноставно не донираат во нивната уметност за да видат дали е тоа изложба, дали е тоа музички настап, едноставно нема да дојдат. Апсолутно, да. Добро да се вратиме малку на политичките особини, да кажем, на овој центар. Значи, тука често пати се водат, да кажем, разговори со револуционерни идеи, многу често од тука тргнуваат и доста протести кои што се од класен карактер. Значи, од ова место луѓе излегуваат со транспаренти, знамиња, мегафони и се опатуваат на протести. Како се спојува теоријата и практиката во социјалниот центар Дунја? Значи, Дунја е и претходно АКСЦ, тоа е бидејќи АКСЦ беше уште животот на АКСЦ беше во по-револуционерни времиња во Македонија. Тогаш имаше многу повеќе протести, повеќе општествени настани кои што го подгреваа општеството на различни социјални теми. Например, таму функционираше студентскиот пленум. Од таму ги организира своите настани, активности, таму се организира со транспаренти, со сето тоа. Различни протести тргнувале и од социјален центар Дунја, имаме тука специјално транспаренти кои што се наменети за таа цел, мегафони, аудио опрема. Значи, не е целта на самиот социјален центар Дунја тој да биде организатор на сите можни протести. Напротив, да биде инфраструктурна логистичка поддршка за различни општествени, не мора да бидат протести се разбира. Иницијативи. И тоа различни иницијативи кои што имаат цел да направат некаква промена во општеството. И да создадат, мислам, да го негуваат критичкото мислење. Токму така. Ако зборуваме за радикални протести, како например студентскиот пленум кога беше блокиран и универзитетот, и дури во другиот крај ајде да речеме меки активности, ние даваме поддршка и на Точак, која што е велосипедска организација во градот, која што се залага за нешто прогресивно, подобри велосипедски услови за велосипедистите. Им даваме логистичка поддршка ним за нивните активности. Тоа е поентата на социјалниот центар Дунја, не само значи да бидеме ние се да биде наше, да имаме монопол на различни активности, не е туку да бидеме инфраструктурна поддршка за нив. Секој кој што сака дали за нашата поддршка кон надвор или па сака да организира настан кај нас, ние сме отворени за се додека нели вредностите се почитуваат и значи вредностите се неминовно. Значи имаме прилично широк спектар на активности кои што
кој што даваме поддршка, логистичка поддршка. Тоа не значи дека ние самите би директно би се вклучиле, меѓутоа ја поддржуваме нивната активност на таа група со поддршка во рамките на наши можности. Разбира, ние голем дел од членовите на социјалниот центар Дунја се прилично идеолошки профилирани и свесни се за класната борба, за идеолошката борба во општеството, меѓутоа тоа не значи дека се лимитираме само на тука ја поставуваме границата во однос на поддршката. Да, апсолутно. Добро, Васко, толку ја да те прашам. Ако сакаш нешто да додадеш на крај. Едноставно би повикал ако некој од гледачите на подкаст, како се подкаст го викате? Да. Подкаст, видеокаст. Да се приклучат доколку ги споделуваат нашата визија, да се приклучат на социјален центар Дунја, нека не побараат на Facebook, наједноставно е. И може слободно да дојдат на било кој или да имаме состанок или едноставно да дојдат на нашите активности, па тоа да се запознаеме и да се приклучат кон центарот. Добро, ти благодарам што гостуваше. Почитувани гледачи, за повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.